И ја користиме приликата, бидејќи ни удостои Академијата, почитуваниот Љупчо Коцарев е тука, историјата Ачковска почитуваната, Стефан и сите вие, драги мои браќи и сестри, да видите зашто го правиме овој морално-етички чин. Цветане, те молам, повели, пренеси им ја содржината на нашите браќи и сестри од пресудата. Морален суд, македонска вистина. Во име на вистината, моралот и правдата. Моралниот суд, македонска вистина, врз основа на основите, целите и правилата за организирање и функционирање на судот во состав Ефтим Клетников председател, Цветан Гавровски, Дардан Венецки, Сотир Костов и Валери Стефановски, на својата седница одржана на ден 13 мај 2025 година, го разгледа и оцени однесувањето и делувањето на Европската Унија кон Македонија и македонците во еден подолг временски период, како и штетните последици од таквото делување, кое е во директна спротивност со императивните норми на меѓународното право и спротивно на моралните норми. Судот, по сеопфатна расправа и разгледување на бројни општо познати факти, утврди дека се исполнети условите Европската Унија да се прогласи виновна по повеќе основи, пошто ја донесе следната морална пресуда. Европа од народот опеана како вавилонска блудница, виновна е за спроведување и подршка на геноцид врз македонскиот народ, кој предизвика сериозни ментални повреди и колективна траума на целиот македонски народ. Делото е сторено во еден подолг временски период. Се започна 1912-1913 година со Балканските војни. Виновна е затоа што отворено ги поддржа соседите кои на Балканските војни ја парчеа Македонија на терен и го асимилираа македонскиот народ. Виновна е затоа што во Букуреш 1913 година заедно со соседите ја парчеа Македонија на маса и го потврдија геноцидот. Виновна е затоа што по Балканските војни го поддржа раселувањето на повеќе стотици илјади македонци од Беломорска Македонија, меѓу кои и 28.000 деца кои беа оттргнати од прегратките на мајките и расфрлени низ Европа. Но овие луѓе и денес им е забрането да се вратат во родните огништа ако не се декларираат како грци по род. Овој нецивилизацијски чин го премолчува и не превзема никакви мерки да го осуди овој геноцид. Виновна е за фрлање наплан бомби во 1948 година врз македонските градови и села. Европската Унија е виновна затоа што во 1992 година ја донесе и усвои Лисабонската декларација со која се забранува влез во Европска Унија на држава која во својот назив го користи името Македонија. Виновна е затоа што 2001 година заедно со својот стратешки партнер ја поддржа агресијата врз Македонија од надвор и од натре, пошто го наметна Охридскиот рамковен договор со кој се редефинираше македонската држава. Виновна е затоа што во 2005 година заедно со својот стратешки партнер ја наметна временската спогодба со Грција со која спротивно на член 4 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации ни се наметна пети дополнителен услов за запишување во Обединетите нации, а тој услов е да се договориме со Грција за именување на сопствената држава. Геноцидот продолжува и денес, и тоа во најперверзната форма, со жестоки притисоци, уцени и закани за идентитетска самоликвидација, за да не можеме повторно да воскреснеме. Од македонците се бара сами да избришеме се што е македонско. Како метод се користи морковот и стапот. Морковот е Европската Унија и ветувањето за влез во неа, а стапот е ветото со кое ни се закануваат ако не ги прифатиме сите геноцидни барања на соседите. Виновна е затоа што отворено ги поддржува геноцидните договори со Бугарија и Грција и бара нивно стриктно спроведување, иако многу добро знае дека со нив брутално се гази по императивните норми на меѓународното право, како што се Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права, Европската конвенција за правата на човекот, Виенската конвенција за договорно право и Конвенцијата за спречување и казнување на злоството геноцид. Виновна е затоа што бара стриктно почитување на геноцидните договори со кои за нас, македонците, се суспендирани највисоките неотуѓиви права, како што се правото на самоопределување и самоидентификација, но
ни се суспендира и државниот суверенитет. Суспендирано ни е и неотуѓивото право за грижа на македонското малцинство во соседството. За нас македонците се суспендирани и општо прифатливите принципи во меѓународните односи и дипломатијата, како што се еднаквост и рамноправност меѓу државите и народите, реципроцитетот и немешање во внатрешните работи на државата. Виновна е затоа што ги поддржува геноцидните барања на соседите со кои од македонците се бара да се откажат од сопственото име, идентитет и јазик. Виновна е затоа што ги поддржува барањата да се откажеме од историското и културно наследство, од древните македонски символи, но и да прифатиме соседите да ни пишуваат учебници. Со еден збор, Европската Унија е виновна затоа што поддржува геноцид кој е забранет со меѓународното право. Виновна е и затоа што по референдумот од 39.2018 година, кога народот јасно кажа не за Европската Унија, не за НАТО и не за Преспанскиот договор, и со тоа практично наложи прекин на пристапните преговори за да ја спречи можноста за уцени и закани. Европската Унија е таа која преку својот висок представник ни порача проблемот да го решиме на балкански начин. Тоа не значеше ништо друго, туку препорака за брутално газење по уставот и законите на Република Македонија и уште по брутално газење по волјата на народот и јасно изразена на постоечкиот референдум, што потоа и се случи. Конечно, Европската Унија е виновна затоа што ја изготви и со консензус ја усвои преговарачката рамка во која ги вгради сите геноцидни барања на соседите, заедно со забелешката на Бугарија дека тие не признаваат македонски јазик. Со тоа Европската Унија само за нас, македонците, ги суспендира собствените копенхашки критериуми за прием на нови членки. На тој начин геноцидните барања на соседите станаа геноцидни барања на Европската Унија кон македонците како услов за влез во Унијата. Сето ова е проследено со перверзија, а тоа е ветото и заканите за дестабилизација ако не ги прифатиме овие геноцидни барања. Со оглед на сето ова, Моралниот суд оцени дека Европската Унија е виновна за сторен геноцид, кој е спроведен и се уште се спроведува врз македонскиот народ, поради што и изрекува најстрога морална осуда. Образлошение. Моралниот суд нема дилема дека денес Македонија е под жесток притисок и мноштво нецивилизацијски геноцидни барања од нашите соседи и Европската Унија, незабележени во историјата на државите и правото за бришење на се што е македонско. За судот легитимно се постави прашањето дали нашите соседи имаат сила и моќ сами да спроведат еден ваков грандиозен геноциден проект, незабележан во својата историја, или зад него стои некој многу помоćен, а соседите се само нивни извршители, джелати. Одговорот на оваа дилема го даде македонскиот народ, кој уште пред повеќе од 100 години испеа народна песна со рефренот Европо блуднице Вавилонска. Народот е тој кој го посочи својот душман, кој највелканите геноцидни работи ги препушти на нашите соседи. Постојат бројни непобитни докази дека токму Европската Унија е носител на овој геноциден проект. Токму таа изготви и усвои преговарачка рамка во која ги вгради сите геноцидни барања на соседите. Европската Унија е таа која не презема никакви мерки да ја принуди Бугарија да спроведе 16 правосилни пресуди на меѓународниот суд за правдата по тужбата на македонците во Бугарија. Место притисок врз неа, притисок вршат врз Македонија за да прифати геноцидни барања. Европа е таа која ги создаде и призна соседните држави. Грција во 1830 и 1832, Бугарија и Србија на Берлинскиот конгрес 1788 година и Албанија во 1913 година. На Берлинскиот конгрес беше предвидена автономија и за Македонија, но оваа одлука никогаш не заживеа во практиката. Европа е таа која не го поддржа возобновувањето на македонската држава. Причините се бројни, но судот не се занимаваше со нив, туку само со ноторните факти кои го потврдуваат геноцидот, кои исто така се бројни. Геноцидот започна со Балканските војни 1912-1913 година, но за тоа претходеа деценијски подготовки. Периодот од Берлинскиот конгрес до Балканските војни е искористен за подготовки на престојниот планиран геноцид.
Откако ги создаде државите во нашето соседство, Европа е таа која го поддржа возобновувањето на грчката, српската и бугарската црква, кои порано биле во диецезата на Охридската архиепископија, но не го поддржа возобновувањето на македонската црква, иако е прва црква на европскиот континент основана од апостол Павле. Европа е таа која го поддржа основањето на грчки, бугарски и српски црковни општини со повеќе од 2800 грчки, бугарски и српски црковни училишта, во кои при крајот на 19. век 156.000 ученици македонци беа учени дека се грци, бугари и срби. Европа е таа која ги поддржа и пописите на Отоманската империја, кои се вршени по милет системот, кои се пописи по црковна, а не по етничка припадност. Бидејќи немаше македонска црква, пописите на териториите на етничка Македонија покажаја присуство на грчки, бугарски и српски милет, но не и на македонски милет. Тоа и послужи на Европа како изговор Македонија да третираат како географски простор на кој живеат грци, бугари и срби. Со тоа подготовките за престојниот планиран геноцид беа завршени. Па Европа во 1912 година даде виза на нашите соседи да стартуваат со физичкиот геноцид врз Македонија и македонците. На Конгресот во Букуреш 1913 година, со свое присуство на маса, Европа го потврди парчењето на македонската земја и асимилација на македонците. Европа е таа која треба да се срами со геноцидот врз македонците. Стотици илјади македонци се раселени после тоа. Меѓу нив и 28.000 деца одземени од мајките и расфрлени низ Европа. Никој од нив не може да се врати на родните огништа ако не се декларира како грк по род. Овие луѓе не можат да ги остварат ниту наследните права, Европа го премолчува геноцидот. Во 1944 година, по 4 години револуционерна борба, македонската држава воскресна, но само на еден дел. За да го спречи обединувањето на македонците, Европа е таа која фрлаше напалм бомби во 1948 година врз македонските градови и села во Беломорска Македонија. Од 1992 година Европската Унија ја смени стратегијата и прејде само кон идентитетски геноцид. Тогаш со Лисабонската декларација беше забрането во Европската Унија да влезе држава која во својот назив го содржи името Македонија. Од тој момент на македонците практично им беше соопштено дека ако сакаат да се интегрираат во Европска Унија, ќе мора сами да го избришат своето генеричко, исконско, свето, библиско и наследно име Македонија. Оваа срамна геноцидна одлука до денес не е отповикана. Во 2001 година истата таа Европска Унија, заедно со својот стратешки партнер, ја потврди и поддржа логистичката агресија врз македонската држава, за потоа да го подготви и поддржи Охридскиот рамковен договор, со што се рушат основските темели и е редефинирана македонската држава. Во 2005 година Европската Унија повторно со својот стратешки партнер ја подготви и наметна времената спогодба со Грција, со која спротивно на член 4 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации, во која таксативно се набројани условите при која секоја земја кандидат треба да ги исполнува за да биде запишана во редот на држави членки на Обединетите нации, за нас македонците е доделен нов дополнителен пети услов. Член 4 од повелбата на Обединетите нации е императивна норма во која никој не може и не смее да интервенира. Никој не може и не смее ниту да одзема, ниту да додава нови услови. За ова постои судска пракса во Меѓународниот суд на правдата од 1948 година, која задолжително треба да се применува на сите идни слични случаи. Меѓународната комисија од 5 експерти по уставно право, начело со Бадинтер, потврди дека Република Македонија ги исполнува сите 4 услови таксативно наброени во член 4 од повелбата на Обединетите нации. Но тоа на нашите душмани не им беше доволно. Современата спогодба од 2005 година ни беше наметнат пети дополнителен услов и тоа е да се договориме со Грција за именување на сопствената држава. При тоа свесно се заборава фактот дека Македонија не е нова држава. Македонија како членка на Југословенската федерација е суверена држава, членка на Организацијата на Обединетите нации од моментот на основањето на оваа организација во 1948 година. За Македонија по дисолуцијата на СФРЈ беше доволно само да биде запишана промената од Социјалистичка република Македонија во Република Македонија. Лисабонската декларација го забрануваше ова, па затоа ни беше наметната временската спогодба.
Геноцидот продолжува и денес и тоа во неговата најпервезна форма, а тоа е идентитетска самоликвидација. Од нас се бара сами да избришеме се што е македонско, за да не можеме повторно да воскреснеме. Како методи на принуда се користи морковот и стапот. Морковот е Европската Унија и бруталните лажни ветувања за влез во неа, а стапот е ветото и заканите за дестабилизација на земјата ако не се прифатат сите геноцидни барања на соседите и на Европската Унија. Европската Унија е таа која ги поддржува геноцидните договори со Бугарија и Грција и бара нивно стриктно почитување, иако многу добро знае дека со нив се повредуваат императивните норми на меѓународното право, што ваквите договори ги чини ништовни и непостоечки од моментот на подпишувањето. Таквите договори се третираат како да не се донесени и не произведуваат правно дејство, затоа што со нив се суспендираат највисоките и неотуѓиви права, како што се правото на самоопределување и самоидентификација. Ни се суспендира државниот суверенитет и неотуѓивото право на грижа за македонското малцинство во соседството. Ни се суспендираат и општо прифатените принципи во меѓународната дипломатија, како што се еднаквост и рамноправност меѓу државите и народите, немешање во внатрешните работи на државата и реципроцитет. Тие за нас не важат. За жал, сето ова Европска Унија го поддржува. Со геноцидните договори од нас се бара да се откажеме од историското и културното наследство и да прифатиме соседите да ни пишуваат учебници. Античката историја до 7. век се става во грчка вреќа, а средновековната историја од 7. век до 1944-45 година треба да се впише во бугарскиот катастар. На овој начин македонците мораат да се откажат од корените и историскиот континуитет. Со тоа ќе станеме дрво без корен, измислица на Тито, дојденци, натрапници и узурпатори на името Македонија и македонци, кои на патот кон Европската Унија треба да се изберат нов идентитет според туѓи желби. Ако ова не го прифатиме, ни лепди заканата за вето и дестабилизација. За наша среќа, единствен кој свесно гледа на овој геноциден проект е македонскиот народ, кој на референдумот од 30 септември 2018 година кажа не за ЕУ, не за НАТО и не за Преспанскиот договор. Според Уставот на Република Македонија, суверен во државата е народот. Неговите одлуки донесени на референдум се неприкосновени и задолжителни. Нивното неспроведување е кривично дело. Со оваа своја одлука, народот практички даде налог на извршната власт да ги прекине пристапните преговори за влез во Европската Унија и НАТО. Со тоа, народот ја спречи можноста на пат кон Европска Унија со уцени, закани и лажни ветувања да се реализираат геноцидните барања. Европа и нивните домашни измеќари се најдоа затечени. Македонскиот народ со својата одлука го запре геноцидниот проект. Експресно реагираше Европската Унија, која веднаш не испрати свој висок представник, кој овде на лице место без срам и чувство на одговорност ни порача: решете го проблемот на балкански начин. Решавање на балкански начин не значи ништо друго, туку препорака од Европската Унија проблемот да се реши со брутално газење по уставот и законите на Република Македонија, но и по референдумската волја на народот. За наша несреќа, меѓу македонските политичари се најдоа домашните измеќари во служба на европските налогодавачи. Место да го спроведат налогот изгласан на референдумот од народот и да ги прекинат пристапните преговори со Европската Унија, тие го реализираа геноцидниот налог од својот европски налогодавач. Така Преспанскиот договор, подпишан од неовластено лице, спротивно на Уставот на Република Македонија, со суспензија на надлежностите на председателот на државата, беше дополнет со уставни измени. Спротивно на референдумската волја, беше избришено исконското, природно, свето, библиско и наследно име Македонија, проследено со уцени, закани и притвор на пратеници потребни за гласање на уставните измени. По овој срамен чин продолжија пристапните преговори, иако народот со референдумската одлука даде налог за прекин. Но ова не е се. За да ги острани основните преговори за билатерализација на пристапните преговори, Европската Унија во 2022 година сите геноцидни барања на соседите ги вгради во преговарачка рамка, едногласно усвоена од сите членки на Европската Унија. Со ова Европската Унија
официјално само за нас ги суспендира собствените копенхашки критериуми за влез во Европската Унија и ни воведе нови геноцидни услови запишани во преговарачката рамка. Со ова Европската Унија и писмено потврди дека геноцидот врз македонците е европски проект, а нашите соседи се само нивни извршители задолжени за највалканите работи. Сепак најстрашно во сето ова преговарачка рамка е тоа што во неа е вградена забелешката на Бугарија дека не признава македонски јазик. Со ова Европската Унија по втор пат, по Лисабонската декларација, ни порача дека не можеме во Европска Унија како македонци со македонски јазик. Судот се надева дека оваа нацифашистичка порака ќе допре до нашите политичари да го прифатат налогот на народот од референдумот одржан на 39.2018 година и да ги прекинат пристапните преговори кои неминовно водат кон геноцид во форма на идентитетска самоликвидација. Со оглед на сето погоре изложено, Моралниот суд Македонска вистина ја прогласи Европската Унија виновна по сите основи децитно наведени во диспозитивот, пошто и изрече најстрога морална осуда. Пресудата да се јавно објави и достави до архивот на Република Македонија. Морален суд Македонска вистина, председател Евтим Клетников, членови Цветан Гавровски, Дардан Венецки, Сотир Костов, Валери Стефановски. Скопје, 13. мај 2025 година.